најчесто купува и чита книги? Дали повозрасната читателска публика или можеби младата читателска публика? Повозрасната е позастапена. Не се ретки ниту најмладите читатели, меѓутоа тие се најмногу сконцентрирани на популарната психологија, на книгите за самопомош, на бизнис, менеджмент, односно поинаков жанр може би чита, додека повозрасната публика е онаа која што купува најмногу. Што најчесто се бара? Дали странски или можеби домашните македонски автори? Последниве години се забележува и побарувачка и читање на македонски автори и дела. Може би заради тоа што имаме и поинаков стил кај македонските автори, односно се појави автори кои што пишуваат трилери, кои што пишуваат научна фантастика и така натаму. Нешто што како жанр порано не постоело. Меѓутоа доминираат странските автори и дела. Најмногу се читаат, барем кај нас, драми. Претежно драми кои што имаат семени односи, среќен завршеток, потоа трилери. Имаме ли ние македонците навика да купуваме книги како подарок? Што вели вашата пракса? Да. Во последно време забележувам дека се помалку купуваат, можеби, не знам, наместо цвеќето го заменуваат со книга. Наместо цвеќе за 8 март подаруваат книга. Наместо класично новогодишно пакетче полно со чоколада подаруваат книги, едукативни игри за најмладите, сликовници, боенки и така натаму. Можеме да констатираме, значи, дека македонците се сепак добра читателска нација. Така е, да. Читаат, се повеќе читаат. Посебно атрактивни за читателската публика се саимите на книга, кога постојат многобројни поволности и попусти на книгите. Што ќе им понудите на читателите во тек на овој месец, јануари? Така е, наскоро ни започнува 25-тиот јубилеен јануарски попуст, традиционален попуст во Матица. Во попустот се вклучени многу автори, странски автори и дела, исто така македонски автори и дела. Имаме големи попусти до 70%, па еве згодна прилика читателите да си набават или да си надоместат, односно со помалку пари да добијат повеќе книги. Зошто денес се чита помалку и поретко од порано? Затоа што купувањето зависи од финансиската моќ на граѓаните, а со последниве поскапувања кои што ги имавме во овие последни неколку години, купувањето никако како да стагнираше, односно луѓето се сконцентрираа на своите приоритети, културата пострада, не само во смисла на купување книги, туку во смисла и на посета на театри, посета на кино и така натаму. Културата секогаш е прва на удар. Меѓутоа, благодарение на овие попусти и акции, саеми кои што ги организираме, ќе имаат повторно прилика да си надоместат, да речам, за своите пари да купат повеќе книги.